Добро утро, почитувани гледачи, добре ни дојдовте во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Зборуваме и разговараме за астмата, сериозен и голем здравствен проблем, раното откривање, соодветната терапија, придржувањето на пациентите и едукацијата нивна за добра примање на терапијата, што ќе значи и добра контрола, ќе даде повеќекратни бенефити, но и добрата комуникација и соработка со лекарот за да може астмата да се држи под контрола. На оваа тема утрово разговараме со доцент доктор Маријан Баловски, специјалист интернист, субспецијалист пулмоалерголог од градската општа болница 8 септември. Добро утро, доктор Маријан, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, наоѓа, голем поздрав до вас, до гледачите на Фактор здравје. Еве едно гостување по повод светскиот ден на астмата, кој што е малку за нас, но сепак во месец мај се одржува секој вторник, и да малку се потсетиме на една болест која што за жал галопирачки се зголемува бројот на пациенти кои што ја имаат, зборувам на светско ниво, како ние над хроничните болести каде што имаме на некој начин достигнато плато и стагнација на новооткрени болни, значи астмата, посебно алергиската астма, алергискиот ринитис, се две хронични состојби каде што секоја година имаме се поголем и поголем број на пациенти, и која што, за жал, се уште е субдиагностицирана и субтретирана, бидејќи денеска можам да кажам дека така и беше овогодишното мото на светскиот ден на астмата, дека да направиме инхалаторната терапија достапна за сите. Зборуваме и за земји кои што се, каде што инхалаторната терапија не е се уште достапна и каде што пациентите или не ја земаат редовно. И во суштина или онака како што треба, така да ја земаат. Зборуваме за хронична болест која што се уште се умира, значи некаде околу половина милион луѓе на светско ниво умираат од астма. А не би требало да е така, бидејќи навистина со терапиите кои што постојат и тоа кои што постојат повеќе децени наназад, посебно или последниве две децени, навистина направена револуција на контрола на болеста и контрола дури на случаевите кои што имаат тешка астма со поведување на биолошката терапија. Така да астмата е една хронична инфламаторна болест, значи воспалителна болест која што ја нарекувам, во која вклучува голем број на инфламаторни клетки, најчесто езонофилите, маст клетките, базофилите, така натаму, да ги заморуваме гледачите, кои што лачат голем број на интерлеукини, цитокини, кои што предизвикуваат воспаление на дишните патишта, воспаление кое што е специфично, кое што не е како другите воспаленија, воспаление кое што мора да се препознае, а се препознава бидејќи дава симптоми. Бидејќи кога имаме ние од нешто предизвикано, после ќе кажеме нели какви се нели типови на астма има, веќе почнува атак врз она што не би требало да е атак и се стеснуваат малите дишни цевчиња ради присуство на инфламација и почнува пациентот да чувствува една нелагодност прво во градите како тежина во дишењето, понатаму почнува една кашлица која што е сува и која што е посебно, да кажам, поизразена во ноќните, вечерните часови или рано наутро. Имаме една циркадијалност на симптомите, односно варијабилност, преку ден човек може да биде, да кажам, додека не се открие болеста и со без симптоми, запосле себето овие симптоми, и она карактеристично свирење во градите кое што се јавува кај пациентите и кој што и лекарите и самите пациенти бидат дека се настигнати и најчесто дека имаат воспаление на бели дробови, па тука се губи време со давање на непотребни антибиотици, пациентот нема температура, нема искашло кој што нели со бактерии, мирна седиментација, мирна крвна слика, мирно ЦРП, а има свирење во гради или да кажам се злоупотребува давањето на олеснувачи на тоа свиркање, вентуалинот, и пациентот се смири атакот или со лекарства, најчесто со орални кортикостероиди или боцкање на орбазони, дексазони од страна на лекарите и ја заборава астмата. А таа е присутна и постои и тивко буквално на следен чекор дава влошување кое што е потешко. Сето дека нели не се направат испитувања, не дојде до помалку, каде што нели се посомневаме дека нели е астма, да не ги плашиме гледачите, сега секое свиркање не е астма дефинитивно, бидејќи астмата. Но секоја подолготрена кашлица треба да се земе и да се свати посериозно. Подолготрена кашлица се што трае значи на месец дена, иако е сува кашлица, мора да се обрне внимание посериозно, да се удојде до помалок најчесто, да се консултира ако треба и специјалист за уво, нос и грло,
се прави на комплетна Так. евалуација на дишно стебло и се прават диагностички тестови кои што ќе ни За потоа соодветно така, индивидуално да се одреди и терапијата. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Следете не до самиот крај, повелете, вклучете се во емисијата со ваши прашања. Виднаш по рекламите уште едно подсетување дека доцент доктор Маријан Баловски, специјалист интернист, субспецијалист пулмоалерголог од градската општа болница 8 септември, ние утробо во Фактор здравје и со него разговараме за астмата, ризик факторите, диагнозата, третманот, симптомите и зошто е важно раното откривање и соодветната едукација на пациентите за добра контрола на астмата, односно менаџирањето на астмата и од страна на пациентот и од страна на лекарот. Што говорат бројките за застапеноста и во светски рамки и кај нас во Македонија? На светски рамки некаде околу 335 милиони веќе се диагностицирани, тоа што реков за една десетина години веќе ќе бидеме над половина милиарда, ако не и пократко, и во Македонија некаде 80 до 100.000 се смета дека има пациенти кои што се болни со астма. Астмата е една чадра диагноза, опфаќа повеќе ентитети, значи може да почне од рана возраст, кога се почнува дека дечињата, и понатаму тој она астма со појава во рана возраст, со појава со ИГ, да кажам, сензибилизација, каде што често не е алергиски дерматитис, само што некаде потешко се диагностицира, некаде после 5-6 година, бидејќи тестовите кои што се користат за диагностика се невозможно да се изведат во епна рана возраст, кога се присутни чести вирусни инфекции кои што даваат оној визинг, она свирење на пациентите кои што се заболени, кај што вирусните инфекции дефинитивно се чести до 4-та година. Понатаму таа се развива и останува како астма и се лекува, но битно е да напомнам ако некој детенце страда од астма, се лекува од астма и е одлично контролирана, да не заборават родителите да не се изгуби на транзиција кога ќе наполни 14 годишна возраст и кога ќе прекине со педијатар што го лекувал, да продолжи на контрола кој пулмолог соодветен кој што не ќе го одберат, бидејќи тука се губат многу драгоцени години, фаќа и адолесценција кога самите и пациенти имаат револт према терапијата, према болеста, мислат дека се може, па во тие години почнуваат тие пациенти а кога е хронична, да долготрајна така, да и ве врзува со терапија постојано. Да гледачите, еднаш астма за секогаш астма, но тоа не треба воопшто да се плашат, бидејќи астмата одлично се става под контрола. И со астма се живее најнормално, здраво и секојдневно се извршуваат сите активности. Обратно би било кога не би се лекувала, тоа значи за децата отсуство од школа, за возрастните отсуство од работа, чести влашување на болеста кои што бараат некогаш и хоспитализација. Ама и потешкоти во извршување на секојдневни обврски, така? Дефинитивно. Секогаш кога кажа дека ве свират градите, телото се бори за воздух, па кога тоа инфламација, воспаление не се скроти, се случуваат и секундарни инфекции кои што можат да направат дефинитивно и компликација тип на вирусна инфекција или бактериска инфекција, дури до пневмонии и компликации некои и рачунете исто дури алергиска, да мислите кога него третираме ние носот горе, почетно до дишна стебла, имаме чести синузити, имаме кои се комплицираат со бактериски компликации, имаме чести отити, имаме да кажам неможност за дишање, па влошување дури и на астмата ако ја има, така да треба внимателно. Ве реков повторно, се живее нормално, се функционира нормално. Само доколку се држи под контрола. Имаме гледач на линија, само да го слушнеме прашањето негово. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро. Повелете. Дали сте се уште на линија, ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот за да можеме убаво и да ве слушнеме. Ајде, ќе се обидам уште еднаш. Повелете, добро утро. Очигледно гледачот се исклучи, ама може би ќе се обиде уште еднаш. Би почнала да кажам астма некаде околу 30-та година и тоа се вели астма со доцен почеток. Има еден посебен ентитет кај што имаме астма поврзана со физичка активност. Буквално тие се оние три ентитети поголеми, покрупни, кои што се карактеристични со оној тип, кај што ги викаме TH2 астма, каде што
на еден вид на некој начин имаме нели активација или на надворешни алергени или имаме активирање на еозинофилот или нели бронхоконстриктори кој што е присутна кај астма поврзана со напор. Има еден друг тип на астма кој што е како чадар, велам, групи големи кој што е поврзана со дебелината и астма кој што е поврзана нели кај што се активираат со бактериски инфекции и со пушење астма. Така да тоа се TH2 ниска, да кажам, активност и тие типови астми се потешки за контрола, бидејќи на главно орудие кое што ги имаме ние, инхалаторната антиинфламаторна терапија, повслабо нели делува кај овие пациенти и сега во денешно време значи има према тригерите, односно оние окидувачи, окидачи на астмата. Поттикнувачите кои што ја поттикнуваат. Поделуваме исто така, нели имаме астма, аспиринска астма, имаме астма нели кај пушачи, имаме астма пред менопауза, имаме нели пред менструација, имаме со стрес поврзана астма, значи астма поврзана со ладно, астма со напор, значи многу фенотипови кои што нели така ги карактеризираме, дури сега најновите класификации, барајќи ги инфламаторните клетки, одиме дури и до ендотипизација на самата астма. Тоа се веќе испитувања кои што ги прават, нели, се прават со цел да се оптимизира третманот, бидејќи секој пациент има своја астма и секој пациент има свој третман. Затоа од тој аспект и битно е да се постомневаме дека имаме болести и кога ќе добиеме астма. Многу пациентите, ви кажам, практички се загрижуваат, леле. Што значи тоа? Ништо посебно не значи, ако апсолутно само да се прифати и да се следат на препораките од помалку и добро да бидат едуцирани така како точно и правилно да ја земаат терапијата, која што ќе им ја контролира и ќе им ја олеснува нели и состојбата и симптомите. Мислам дека сега веќе го имаме гледачот на линија. Добро утро, повелете. Од 24 сме директно. Да, веќе сте во програма, повелете со прашањето. Поздрав за докторот и до вас. Ви благодариме. Јас сум една баба што имам внук од 18 години, што неколку пати во годината го паќа синузит, па ставаме риноко, па ставаме глупости и сега последен пат докторката од Јана Сандански ни даде да направиме некои испитувања на ИГЕ, што ги спомна докторот. ИГЕ-то му беше 957. Му рече да направи алерготест во Чаев, направивме алерготест. На алерготестот покажа на грини и не знам што алергија. Она уопште не ми обрна внимание и не ми кажа што е тоа ИГЕ-то, него ми напиша на упатот кај доктор Маријан. Вие сте доктор Маријан во 8 септември, да се јавите кај доктор Маријан, таму поубаво ќе го прегледа. Внукот 18 години е, и ќе ви објасни све. Тоа беше. Добро, имате закажано термин преку матичен лекар? Немаме, тоа беше вчера кај докторката. Па добро. Преку матичната ќе си закажете кај доктор Баловски, така и ќе се направат сите потребни исследувања. Ајде, препораката и вака еве и во емисија. Има целогодишен алергиски ринитис, вашиот внук треба да се лекува, повелете во ординација, ќе направиме се што треба, не се грижат апсолутно, оваа состојба се држи под контрол. Така. Доктор Баловски, се наследува предиспозицијата, а не се наследува самата болест. Што значи дека може во фамилија да имате астмата, така, ама не значи дека ќе ја добиете во текот на животот како човек. И значи имате насклоност, соодветни генски локуси се откриваат се повеќе и повеќе, но склоноста кон развиток на алергиските заболувања сега има и зошто е ова модерна епидемија на алергиски заболувања, постојат голем број на хипотези, од кои што најголема хипотеза е буквално преголемата хигиена, најонаква издржана. Ние премногу од раѓање, самиот акт на раѓање, дечињата ги чуваме под стаклено звоно, ги избегнуваме во најголем процент доењето, раѓањето е со царски рез. Понатаму премногу употребуваме дезинфекценци малтен, како што фаќа со рачето нешто, ние веднаш нели од друга страна употребувајќи премногу средства, освен што правиме во наводници на стерилна средина за да не го активираме овој TH1 одговор кој што е најбитно да се активира кога доаѓаме во контакт со наврешниот свет, нормално е сневелно да се фрли детенцето во нечиста средина кај што сигурно ќе биде оштетено здравјето, ама и преголема хигиена не е добра. Од друга страна, има една теорија на епителна бариера хипотеза која што исто така вели дека преголемата оптоварена со хемикали, имуниот систем почнувајќи од кожата како нели еден наголем орган, реагира на сите тие хемикали кои што навлегуваат
почнувајќи од кожата, понатаму нели од она што го исхрануваме, да бидеме реални храната со што не ни е збогатена во наводници, нели? Тоа е епителот на дигестивната цевка и се што не вдишуваме, тоа е епителот на респираторниот систем. Значи имаме еден атак на респираторната или дигестивната или кожата, епителната бариера и тука се присутни имуните клетки. Присутни се и развиваат една, да кажам, зголемена активност која што води до развиток на алергиски или автоимуни заболувања. Значи се нарушува онаа равнотежа на имуниот систем. Па вие прочитате во составот на шампоните кои што се миеме секој ден. Што се тие не содржа, не станува збор само за астмата. Од косата па се купките за тело. Значи не можеме да ги прочитаме тие се хемикалии. Колку и да се тие корисни, сепак навлегуваат, оставаат атак. Нашето тело нели реагира. И затоа е, да кажам, објаснување дека има голем број на заболувања кои се поврзани со активност на имуниот систем, не само на дишно стебло, него и на дигестивна цевка, дури и автоимуни заболувања кои што настануваат. Но пак ќе речам се наследува склоноста и да спомнам дека голем број на астми, пошто еве сите луѓе кои мислат дека имаат астма, како што еве се јави гледачката да искористиме информацијата што ја даде, дека е со IgE молекули посредуван. Еве нејзиниот внук има алергиски ремитис. Дали има или нема астма, ќе докажат испитувањата што ќе се направат. Најверојатно нема, пошто нели претежно страда само од носот. Но може понатаму доди, нели со астма, помал процент од со астма, поголем процент алергиска астма, секогаш има коморбидитет поголем процент на алергиски ремитис, него обратно. Има астми кои што нема врска со IgE, мирни се. Имате свирење, имате спирометриски наод кој што е нели ги покажува параметрите на дека имаме обструктивни вентилаторни пречки и после дадена терапија, после смирување или после употреба на вентолин, како еден нели ќе го објасниме покасно малку диагнозата на астма кога се враќа тој вредноставеност на FEV1 кој што нели на 12%, тоа не е златна стандард за диагностика на астма и понатаму се прават и други тестови. Можат вирусните инфекции да бидат нели да активираат појава на астматичен напад кај луѓе кои што буквално инаку се имаат еден нормален белодробен наод. Тие ќе активираат исто така како што активираат аероалергените, полените кои што нели предизвикуваат најчесто на дрвјата, тешки се коровите и тешки се целогодишните алергени, како што спомна гледачката, дерматофагоидите и мувлите, бидејќи во домовите, посебно со овој начин модерен сега застаклување со пластични прозорци, кај што се не дише, ние не мора мувлата да ја видиме со голо око, таа е присутна. Дерматофагоидите не ги гледаме со голо око, ама тие се присутни во наметките во било што и тогаш човек се најава на затворена средина каде ќе имаме голема дразба и потикнување на сите респираторни симптоми. Загадениот воздух е еден голем окидач на една инфламација која што исто така ќе направи да пациентот има бронхоконстрикција, значи има една хиперреактивност на дишното стебло, има еден бронхоспаза. Астмата затоа велам има многу лица и многу влошувачи кои што нели можат да ја извадат од контрола. И сега, она што е битно е да се посомневаме на диагностиката и да се упатиме на помог, бидејќи не може, исто така пак ќе удара матак и на луѓе кои што имаат алергиски ремитис, дали е сезонски или целогодишен, мора да се стави под контрола, бидејќи се почнува во носот, ама не завршува во носот. Ама не знаеме каде ќе да не забораваме каде ќе заврши. Тоа е дел од дишната цевка, значи анатомски и физиолошки. Бидејќи ако ние почнуваме пример алергија во пролетно време, имаме сезонски ринитис, кај што имаме нели сврбеж на очи, бидејќи алергените паѓаат и на окото, ги вдишуваме, црвенило на нос, чешање на нос, да не ставаме самите спреови на своја рака, посебно не деконгестивите долго време, или само да испираме со морска вода, него да се јавиме до пулмолог да видиме дали имаме алергија. Бидејќи со третман ние го смируваме и воспалението во носот, ама истовремено сите оние медиатори воспалителни кои се јавуваат при алергиските, оние со тоа што го затнуваат носот и прават синусите, тие се прелеваат преку крвта и кога ги има во вишок создадени, освен што даваат симптоми како главоболка, слабост, малаксалост, нели, и го губите и мерисот и се чувствувате како тежина во лицето имате и во главата, тие кај предиспонирана особа, бидејќи еднакви се механизмите, еднакви се рецепторите, може да направат да имаме реактивност на долно дишно стебло и да почне на свиркање, значи да ја поттикнат, да го поттикнат развивањето на астмата. И од друга страна, веќе ако има астма, ако не го лекуваме,
горното дишно стебло, ние не постигаме добра контрола на болеста, бидејќи астмата има своји придружни заболувања, некаде е буквално и она предизвикана и влошо, например, има пациенти кои што имаат герп, тоа е гастроезофагална рефлуксна болест, кога мали количини на кисела средина знаат да се вратат во хранопровод и малку кога човек ќе спие, капки се доволно да се вдишат и да направат на таков бронхоспазам. Значи, ако не даваме и лекарства да го смириме гербот, ние нема да постигнеме добра контрола на самата астма. Така да, или, например, кога имаме синусите, кога имаме полипи, исто така астмата кod едни лица може да ја поттикне депресијата да ја развие како болест. Ако ние не ја лекуваме кај тие пациенти депресијата, ние немаме добра контрола на астмата. Затоа организмот го гледаме во една целина. Мултидисциплинарен пристап кон третманот на сето тоа. Но битно е да се постомневаме и да ја диагностицираме самата болест. Навреме и рано, за потоа и соодветно да ја третираме. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Вами на вашата цела екипа и на вашиот гостин. Едно прашање. Мене многу ме тера на мокрење. Одошто и кашлам и од носот, да ми простите, мрсоње ми течат. Одошто може тоа да биде секој 5 минути ја морам да седам, да идам на мокрење. Одошто може тоа да биде и унапред ви благодарам. Пријатно. Добро, ви благодариме и ние вам за На јавувањето. мокрење возраста не ја кажа пациентката, може да биде крвен притисок покачен, може да биде појава на шеќерна болест, може да биде цистити причина, самото создавање на секрет на нос треба да се отклони нешто горно респираторен инфект или да се види да кажам изложеност каде е, работни, професионални, начин на живење, дали е пушач или не е пушач, така да ќе бара еден тука поцелосен. Пред се кематично нека направите така, аналитичка биохимија. Тука се почнува секогаш, дефинитивно аналитичка биохимија со урина, со урина култура, значи биохемиска анализа на урината и урина култура и ќе почне нели приказната понатаму ќе се доведе до решение и наоѓање на проблемот. За да се најде причинителот на овие состојби или потешкоти кои што ги има. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото со доцент доктор Маријан Баловски. Диагнозата, како се поставува диагнозата? И она кога ги споменувавте симптомите и начинот на манифестирање, кашлицата, свирењето во градите, дали ноќе, дали преку ден, веројатно се прашањата кои што првично им ги поставувате. Така на пациентите и се многу важни. Многу се важни, значи за секоја болест е битна анамнезата и тоа ни значи повеќе од половина диагноза. Понатаму само со, да кажам, неколку постапки ние потврдуваме диагнозата. Постојат повеќе начини, значи до дефинитивното потврдување, сите се лесни, наједноставно е анамнезата и слушањето нели на тој везник, правењето на спирометрија, базична спирометрија, каде се гледат оние динамични параметри. Најбитни ни се FF1, односно форсиран во прва секунда експираторен волумен, кога издишуваме во првата секунда и неговиот сооднос со форсиран витален капацитет. Тие се снижени кај астма, тоа во прилог нели на обструктивни вентилаторни пречки со намален елитивно. Ќе дадеме вентолин. Ќе земе нели 4 пафа вентолин и по 20 минути го повторуваме нели тоа мерење и гледаме кај астмата имаме реверзибилност на 12%. Втора работа која што може пациентите, пошто некогаш пациентот има нормална спирометрија која ќе дојава амбуланта, но се жали на ноќни симптоми, на ранотрански симптоми, со посебни уречња кои се ПЕФ метри, значи може во домашни услови да мерат 3 пати сабаре, да издишат силно и да ја запише најдобрата вредност и 3 пати навечер. И нормално, нели, тоа во тек на 2 до 3 недели. И гледаме какава е вариабилност, таа дневно-ноќна вариабилност, која што ќе пациентите со астма е на 20%. Тоа се лични вредности. Трета работа, давајќи терапија. Дали ќе биде тоа најчесто матичен лекар, кортикостроиди даваме, антиинфламаторни лекови. И направи лоша спирометрија, или се повреде кон наодот. И после тоа имаме подобрување на параметрите, ние се посомневаме на астма и главната диагностичка метода не е бронхопровокацијата, се прави со хистамин или метахолин, кај што дишното стебло на пациентите кои што имаат астма, прво треба да се исклучи терапијата, неколку дена, и после тоа се вдишува соодветни различни концентрации на лекот и ние на соодветна концентрација на лекот ја гледаме појавата на тој бронхоспазам, појавата на свиркање, пат на
форсиран експираторен волумен, нели, за 20% или под 20% и враќањето во даден, нели, вентолин над, нели, 12%. И тогаш имаме позитивен бронхопровокативен тест. Но ви велам, најнаставен е вентолинскиот тест и нормално, нели, треба да се направи други имиджинг техники, рентген на синуси, рентген на бели дробови, преки некои си болести кои што се преклопуваат со самата астма, да исклучиме, нели, да кажам дека се работи за некое друго заболување и веднаш кога што поставиме диагноза, ако се сомневаме за религиска конституција, ги правиме златен стандард се прик тестовите, кожните тестови за инхалаторни алергени, кои што пак ќе потенцирам, не мора да се секогаш позитивни. Ако тој пациент има симптоми на астма, значи со свирење во гради, недостиг на здив, со спирометриски наводи, со реверзибилност и не мора да има IgE. Бидејќи ние ги гледаме IgE молекулите, тоа е посебен, како што реков, фенотип на астма. Некаде 50%, значи станува една голема група кај што ние нема да уловиме IgE. Треба да ги бараме еозинофилите. Тоа е малку поспецифично да кажам. Испитување понатаму исто така се прават дали е добро контролирана астмата, имаме издишен азот, оксид, моноксид, да кажам, тест бидејќи при ова инфламација се создава во големи концентрации кога имаме астматично воспаление. Понатаму се прават и посебни биомаркери кои што ја кажуваат и ликот на астмата на молекуларно ниво, каде што ги мериме концентрациите на интерлеукините, понатаму голем број на други биомаркери кои што, да кажам, се посебно битни за тешката астма, бидејќи на астмата ние кога ќе поставиме диагнозата лекуваме по чекорите што ги дава Джина. Значи имаме 5 чекори. Сите пациенти кои што влегуваат во група 4 и 5 за третман, веќе влегуваат во група на тешка контролирана астма или астма која што е навистина тешка. Тешко контролирана кои што нешто грешат во земањето на терапијата, а астма тешка, значи тешка астма се пациенти кои што се регуларно прават, значи вклучени се тука и орални кортикостероиди, вклучени се посебни групи на лекарства инхалаторни, освен нели комбинираните, да кажам, инхалаторен кортикостероид бета-агонист, вклучени тиотропимот, вклучени се редовно орални кортикостероиди кои што на долги чекори, да кажам, прават и штета на телото, бидејќи ги пиеме прекуста. И затоа треба секогаш пациентите ако се смируваат и се навикнуваат само да пијат декортини нон-стоп постојано, да бидат внимателни и вклучени се антилеукотрени и немаме добра контрола. Веќе за таа група на пациенти, кои ќе провериме пред се дали имаме добра адхеренса, односно дали добро го зема лекот. Бидејќи многу големи грешки се прават во замањето на лековите, пациентите мислат дека тоа е како зезање, дека не е битна само ќе прснам во уста, па лекот ќе појде кај што треба да појде, не. Ајде, ќе објасниме како тоа треба да се направи, само да ги слушнеме гледачите, чекаат на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Дали сте на линија, повелете со прашањето. Ајде, ако не првиот да се обидеме со следниот гледач. Велам добро утро и за вас. Доколку се слушаме, повелете да го слушнеме вашето прашање. Добро, во меѓувреме во очекување на гледачите ќе го објасниме тој правилен начин на земање на инхалаторната терапија. Прво секој пат да разбере пациентот дека астмата се лекува со така наречени пумпици, спрееви, нели, кои што ги има повеќе облици. Го цитирам речникот на пациентите да не се плашат дека пумпиците прават зависност, далеку од тоа. И дека пумпиците, ако правилно се користат, имаат нус ефекти, немаат нус ефекти. Астмата, ако не се лекува, го тежнува живењето и астмата дава компликации на самото здравје. Бидејќи нерегулирана астма води до дефинитивно губиток на мали дишни патишта и понатаму, нели, болеста ќе преđe, нели, во друг стадиум кога е тешко и да се стави под контрола и ризикот од појава на астматичен статус е навистина доста зголемен, како што реков и сите оние консеквенции кои што носи болеста. Секој пациент има свој инхалер. Значи имаме ние проценка за каков пациент се работи, каква астма има. И во Македонија се доволно во што ги имаме зборам околу инхалаторната терапија. Не е лошо да дојдете други препарати, ама сепак постигаме одлична контрола на болеста и тоа сте гледани по нашите болници. Ретки се оние вистински тешки напади на астма кои што порано биле присутни кога не се користеле нели инхалаторните препарати. Битно е кога ќе се одбере пациентот, ќе се свати дека му треба ово или ово инхалер, да се објасни убаво од страна на лекарот првично, понатаму сестрата која што работи на пулмологија и понатаму таа едукација продолжува кај матичниот лекар и фармацевтите при подигање на терапијата. Значи има еден цел ланец. Бидејќи студиите покажуваат кога пациентот има тешкоти,
лесно се овладува техниката и правилно ја користи. Понатаму и да ја научи правилно, како што поминува времето, веќе имаме долгорочна хронична терапија со чекори кои што одиме нели погоре, од 1 до 500 постепни модалитети терапевски, и кога ќе постигнеме контрола и кога таа контрола ќе држуваме поголем број месеци, ние понатаму можеме нели да повторно нели доведеме астмата до инхалатор по потреба. Но битно ни треба инхалаторна терапија, бидејќи кога е се под контрола и кога човекот се чувствува добро, имаме нативка инфламација. А антиинфламаторни лекови се главни носечки нели лекови кои што задаваат кај астмата. Имаме во суштина три групи се групи на инхалери, она популарните пумпици кои што имаат аеросоли, кај што е битно, ако пациентот добро убаво може да регулира, да вдишувајќи, нели, ние имаме убава координација на прсна или вдишување акт, да вдишеме, да го задржиме воздухот 10 секунди, да издишеме низ нос и тоа е земањето, нели. Иако има потреба која е повеќе доза да се направат уште еден паф, ако е, например, да речеме 2 пати по 2 пафа во тек на денот, зависи која нели доза. Имаме инхалери со сув прав, кај што е потребна малку побрзо вдишување. Имаат различни начини на подготовка на дозата. Некои се премногу едноставно, доволно е само да се потегне капач или само да се повлече па да се затвори. Има, значи многу се едноставно да се овладување, но битно е пациентите тука да употреба малце поголема сила на вдишувањето и да кажам да го вдишат лекот. Пак ќе повторам за сите пумпици, вдишувањето не е со широко отворена уста. Кога се става оне устникот треба да биде помеѓу забите, да не се затвори со јазикот и да трае тоа вдишување. Значи да не биде само него буквално да има една силина, но и должина. И после понатаму може да проверат, пример ако имаат инхалер со лентички, ќе видат дека ако остане прашинка на тоа стакленцето, дека нешто нели не зеле правилно. Или на пример ако ја исресат да кажам капсулата, посебно кај болните со хоп на рдланка, ако видат дека има прашкасто падне, не вдишале добро. Или на пример некој инхалер има на самите нив прозорче кој што кажува ако не се промени бојата пример од зелена во црвена дека не вдишале добро. Значи има повратни механизми инхалер, некој ќе почувствува сладка скузвук во грлото и понатаму се плакне устата со вода, се сплукнува водата нели надвор. Битно е ова да се задржи, бидејќи верувајте имаме многу ситуации кои што пациентите го трошат лекот, ги има неговите нус ефекти кои најчесто се од страна на устата, затоа се препорачува плакање на уста со вода. За некои пациенти се потребни додатоци како нели спейсери, кои што помагаат да тој ефект биде посебно нели за овие што се аеросоли биде помал несакани ефекти, да полесно се вдиши, но битно има начини и човек треба да разбере. Јас како им кажам на моите пациенти, имате минутка за вас, нели? Додека сте во тоалет, се подготвувате, пред да искочите, земете ја вашата доза од лекот, вечерта земете, вие сте завршиле целата работа. И плюс тоа, некои од препаратите имаат можност да се земаат дополнително, освен редовна саба или навечер, ја дава таа можност по препораките на Джина и затоа е тоа леснување. Се имаме ние буквално введено инхалер, имаме контролор на болеста, нели комбиниран препарат и имаме по потреба при влашување кога нас треба поголема доза да ги препознаеме симптомите и со истиот инхалер кој што се навикнале, што не треба да имаме ние 5 типа на инхалери во ташната или нели со нас, него буквално истиот инхалер и по потреба да олеснам симптоми кога ми е тешко на работа, при некој настан или нека тебе загадне воздух ми овлушува астмата, да ние ги препознаеме тие симптоми на влашување на време со земање на плюс инхалации по потреба, освен редовните саба или вечерни инхалации, ние да си помогнеме и да не дозволиме да астмата ја доживее она класична екзацербација или влашување кое што нели нека ќе бара и отсутство од работа и може нели да завршиме на болничко лекување. Така да. На самиот крај сме само кратко дека е потребна добра комуникација меѓу пациентот и лекарот, така добра едукација, бидејќи ако сето ова се применува и се прави како што треба, ќе се контролира, ќе се олесни секојдневието, да не се плашат дека е хронична, така многу подобра прогноза има од да ги препознаат на време. Најчесто се препознава со астма контрол тестот кој што има неколку прашања, да препознае ако почнува да се буди почесто навечер, ако почнува да му смета нели во секојдневието, се заморува почесто, ако се тие симптоми присутни како сфринја во гради, будењето навечер како што спомнав и употребата на олеснувач, дали е во облик на комбиниран препарат, значи самиот пациент знае кога му треба. Ако е почесто да кажем од денеш неделно дефинитивно или да кажеме уште почесто и 2-3 пати неделно, треба да се веднашка обрати до лекарот и до неговен матичен, а истото тоа да го знаат и матичната лекара, да ја препознаат екзацербацијата на време
И да ја знаат исто и фармацевтите, бирејќи пак ќе апелирам, Да. астмата не се лекува со вентолин. Вентолинот е лекот кој што, ако често го трошиме, ја влошува самата астма и води до компликации здравствени, најчесто кардиоваскуларни, кои што го зголемуваат ризикот од несакани ефекти од лекувањето. И еден апел само пациентите кои што те останат од денешна емисија да ги препознаат симптомите, да сватат битност од терапијата и да не го злоупотребуваат вентолинот. Тука да стави еден голем, да кажам, рез, или веќе ако има потреба да земе вентолин, на тој вентолин после секој пат да земе дополнително и халаторен кортикостероид за да стави болеста под контрола. Така. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам, голем поздрав до сите. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте, останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден и убав и пријатен викенд.